Па приказната е таа да овие песни, понекогаш ще ги читав, Евелин знае, беа изгубени. Тетрадката, ще беа запишени, ми ја изгуби татко ми. И ја најдов по некое време, така на некои листови, и тие сите песни што можев да ги запамтам или ги комплетирав низ времето, а некои што комплетно ги најдов, ги употребив нели во книгата, и 2-3 се сосема нови, едната од нив е за Софи, за роден ден. Сега тука приказната продолжува малку хумористично, бидејќи сите мажи што ме сретнуваа после таа песна, која го честитав роденденот, јас многу ги сакам родендените, дека тоа се рага живот. И ми викаат, добро бе, шо ни правиш вака, бракот ќе ни го раствориш. Значи си напишал многу песна за сопругата и дома сите сопруги почнеле да им викаат, како Атенас може да биде нежен, фин, така и вие да бидете. Сега тој едниот со највеќе ми запрети, го праша, добро, после некој време, што се случува, те караат ли уште, не бе многу нежен станав. Така е, ти казвата, а Софи ме напера да ја објавам. Значи, како министер, нели, на секоја книга, кога имам промоција, кажувам дека министерот ми ги одобрува средствата. Да, буџет. И овој пат ми одобри, да ви кажам. Заради одобрението. Да, беше заради тоа, заради финанси. И ова да ви кажем, прв пат без ја да се илјатам, ќе ми даваш пари за книга или не ми даваш. Без барање одобрено. Љубовта прави Без чудо. барање одобрено. Јас мислам дека време се нели сите песни да бидат во една книга. Да. Дека ова бара да ја објави книгата, да не се изгубат песните што се мачат, да ги пишува и уште од 18 години пак нека се потсети. Сега може да пристигнат и прашање. Повелете.